Почитувани, на оваа пресконференција која што денес ја закажавме, сакаме да информираме велешката јавност за скандалозното водење на седницата на Советот на општина Велес од страна на председателот Ненад Коцич. Седницата која што денес беше закажана со почеток во 11 часот, повторно почна 2 часа подоцна, како и вообичаено во изминатиот период, без никаква најава, без никакво образложение од страна на председателот и повторно, после кратко време, закажана беше пауза, која требаше да трае 15 минути, меѓутоа без никакво образложение, паузата се пролонгираше и траеше скоро 3 часа. Период во кој председателот по кој знае кој пат не успеа да обезбеди кворум и мнозинство за работа. За жал, ваквиот начин на работа стана пракса од назначувањето на доктор Ненад Коцич за председател на Советот. Нецелосни материјали за седница, доцнење на седниците, одложување, прекинување без никаква најава и образложение се ненадмилив дел и веќе воспоставена пракса на доктор Коцич. Така и денес, без никаква најава и образложение, од ненадеж ја прекина седницата на Советот и ја напушти салата на Советот, глув за нашите прашања и предлози за начин на продолжување на седницата. Ова мора да престане. Советот мора да работи редовно, ефикасно и транспарентно, решавајќи ги проблемите на граѓаните на Велес. За жал, после само неколку седници, јасно е дека со доктор Ненад Коцич како председател тоа не е можно. Затоа, согласно законот на локалната самоуправа, статутот и деловникот за работа на Советот, денес како советничка група поднесуваме иницијатива за вонредна седница со точка на дневен ред разрешување на доктор Ненад Коцич од функцијата председател на Советот на општина Велес. Благодарам. Јавноста го имаше веќе дневниот ред за оваа седница, на кој што една од централните точки, барем според важноста за граѓаните и по широката јавност, беше нацрт буџетот на општината за следната година. Дали може би е тоа причината или евентуални недоразбирања или немање мнозинство што беше одложена оваа седница? Како што веќе кажавте, една од точките на дневниот ред и прва точка на дневниот ред беше нацрт буџетот на општина Велес, која точка не го доби потребното мнозинство. Дали тоа беше вистинската причина за прекинување на седницата, тоа би требало да го прашате председателот Ненад Коцич. Се надеваме дека ќе даде одговор на јавноста, бидејќи ние не го добивме одговорот денес за прекинување на седницата.